Македонците се обидуваат на фирмата Microsoft да и го докажат собствениот идентитет. Собираат потписи за конечно да бидеме признаени како македонци, кои говорат и пишуваат на македонски јазик. Како што ние го почитуваме вашето име Microsoft, така барам и вие да го почитувате нашето, а тоа е Македонија. Стои на петицијата која македонски Microsoft корисници ја испраќаат до седиштето на IT компанијата во Вашингтон. Кампањата Microsoft кажи Македонија е започната јуни 2007, но досега од потребните 65.000 потписи собрани се е 27.000. На страната на која се води петицијата изработена од известен Еди Ребел, пишува Microsoft корпорацијата во изминативе 10 години води непринципиелна политика употребувајќи ја референцата FIROM. Тоа го потврди и во најновиот оперативен систем Windows Vista. Од логин системи кои се генерални дистрибутери на Microsoft за Македонија, Албанија и Косово, велат дека Microsoft како интернационална компанија е приморана да го користи листингот на Обединетите нации. Како македонски граѓани, како патриота, секако дека сакам да ни биде уставното име или оно име за кое што ние сите го знаеме да биде во производител на Microsoft. Меѓутоа, познавајќи ги состојбите, и бев и директно учесник во лобирањето и преговорите да влезе Македонија во листата на земји во Windows и во другите програми, уште во далечна 96 година. Објаснувањето на Microsoft беше дека во ред, како земја ќе ве ставиме, меѓутоа мора да се користат всушност официјалните имиња на земјите кои што се излистани во Обединетите нации. Бидејќи во Обединетите нации, за жал, нашите политичари се согласиле да бидеме како FIROM. Microsoft беше приморан да ги стави FIROM дел како референца во своите програми. Треба да се даде една благодарност на Microsoft што ние се една од ретките земји кои што Windows и Office се наоѓаат на нашиот македонски мајчин јазик. Тоа, да кажеме, не е привилегија на преку 100 други земји. Би сакал потојно петицијата да успее, меѓутоа реално подобре петицијата се упати до политичарите и до оние кои што прифатиле да биде FIROM и до сегашните политичари да најдат солуција која што со променувањето на името ќе може да се смени во програмите на Microsoft. И додека Microsoft се повикува на Обединетите нации, подписниците на петицијата ја повикуваат американската компанија да го почитува фактот дека Соединетите американски држави не имаат признаено подуставното име.